во текот на годинава стана збор за јавното обвинителство и советот, и еден од членовите учествуваше во донесувањето на таквата одлука и имаше случај каде што еден јавен обвинител, член на советот, учествуваше во донесување одлука која што се однесуваше на член на семејството на друг член на советот. И ми се чини дека тука станува збор за една ситуација на конфликт на интереси. Никој всушност не знае што точно се случи во таа ситуација. Како резултат и професионалците во судскиот систем и јавноста изгубија уште неколку грама доверба, да речам, во системот, така што поединечните постапки исто така се важни. Како знаеме за оваа приказна? Тоа е заради тоа што неколку мина новинари ја обработија оваа приказна. Од тука доаѓаме и до моментот дека храбрите медиуми, граѓанското општество се исто така важни, имаат важна улога во владењето на правото. Како што реков, овие новинари ја бараат приказната, ја наоѓаат приказната и ја обработуваат. Многу често, поради одредени интереси, се соочуваат со недоволен интерес некоја приказна да дојде до јавноста, се соочуваат со секакви пречки. Истовремено, тие новинари имаат и одговорност да сватат како функционираат судовите, да избегнат сензационалистичко известување кое што ќе ги поткопа законските процедури и може дури да ги прекрши правата на обвинетите во постапката. На таков начин, мислам дека дури судовите и судството ќе го гледа квалитетното информирање како нивен сојузник во борбата за постигнување на одредено ниво на доверба со јавноста.